Од голема важност е да научиме да ги препознаеме теориите на заговор и да се заштитиме од нив. Во тоа ни помага оваа илустрација на професор Стефан Левандовски, во која се издвоени карактеристиките на заговорничкото размислување, чии први букви ја креираат кратенката конспир. Теориите на заговор често симулативно веруваат во идеи што се меѓусебно контрадикторни. Например, постои теорија дека Бил Гейтс сака да ја намали бројноста на луѓе во светот и дека тој го измислил новиот коронавирус за да го оствари тој свој сон. Но во исто време се верува и дека го измислил вирусот за да продава вакцина, која исто така ја има веќе измислено за со нејзина помош да ги контролира луѓето. Во теориите на заговор секогаш има некоја личност, некоја тајна група на богати и моćни кои зад кулисите подготвуваат некој светски заговор за контролирање на светот и животите на луѓето. Секогаш постои план и никогаш нештата не се онакви како што им изгледаат на сите други. Недовербата стигнува до степен на нихилистичко ниво на скептицизам кон секој еден официјален извор. Секогаш тоа се алтернативни портали или одстранети видеа кои ја кажуваат вистината. Сите општо прифатени и респектабилни медиуми се дел од заговорот. Ова екстремно ниво на сомнеш превенира верување во секоја информација што не се вклопува во заговорничката теорија. Дури кога ќе напуштат некоја теорија поради очигледна невистинитост, поддржувачите на теории на заговор остануваат со мислата што генерално преовладува во нивните ставови, дека нешто мора да не е во ред, и оти официјалните извори се базираат на измама. Мотивите зад секој заговор се крајно злобни и малициозни. Верувачите во конспирации никогаш не веруваат дека конспираторите имаат бенигни мотиви. Нивните цели се до тој степен хиперболизирани, што секогаш потсетуваат на најголемите негативци во цртаните филмови или стриповите, како владење со светот, манипулација на сите луѓе, чистење на светот од непосакуваните луѓе, труење на луѓето, зомбифицирање и слично. Поддржувачите на овие теории се доживуваат себеси како жртви на организиран прогон. Истовремено се гледаат себеси како храбри револуционери кои им се спротиставуваат на силните негативци од заговорите. Ваквото мислење всушност представува симултана перцепција на себеси и како жртва и како херој. Кога пристапниците на одредена теорија на заговор ќе ги соочиш со аргумент или факт што се спротиставува на нивното верување, го интерпретираат како дел од доказите дека теоријата е точна. Односно, секој оној што ќе се обиде да ја оспори теоријата, станува дел од заговорот. Преголемата сомничавост што може да се најде во заговорничките теории често води до верување дека ништо не се случува случајно. Случајни настани што не значат ништо се вткајуваат во пошироката исповрзана шема. Една теорија произлезе од реинтерпретацијата дека 5G ја предизвикува болеста, додека пак друга кажува дека не постои болеста, но затворањето дома и полицискиот час постојат за да можат слободно да се поставуваат 5G антените.